адресови пишувало ФФМ, Фудбалска федерација на Македонија. Требало според нив да пишува нешто друго. Кога ќе им го дадеш газот, тогаш секогаш сакаат да ти го бапнат уште еднаш. Прво правило. Ама времињата се сменети, бројот на патриоти расте, и расте и бројот на позитивни настани. Еве, пласирањето на македонската фудбалска репрезентација придонесе максимално да се користи кодот МКД, името Македонија, и јасно да се стави до знаење дека тоа што не е финансирано од Северна нема обврска никаква кон Преспанскиот договор. Иако јас сметам дека никој од нас нема обврска кон Преспанскиот договор, донесен по пат на силеџество, корупција и купување пратеници на чело со онаа корумпирана несреќа Крсто, поради кои 30 луѓе лежат во затвор како терористи. Во оваа напатена држава има малку мажи и бизнисмени, а жени има уште помалку. Сите ги напуниле гаќите од императорот Зоќе и неговиот хибриден режим. Бизнисмените, иако немаат обврска, испоизменија имиња на фирми и производи само да му угодат на црпнатиот од Господ. Тие со завршени коледжи, со милиони инвестиции, а тој со својата визија на пеколот. Ама мора да се дудла таму каде што нормалните секаде во светот покажуваат став, затоа што капиталот е закон, не политиката. Разговарав и јас со неколку бизнисмени за спонзорирање на шоуто преку Тасевски, кое со само 3 емисии и клиповите од нив има преку 200.000 прегледи на YouTube за само 3 недели, и овие бизнисмени им викаат нема пари, се плашале. А ја онака зачудено ги прашувам, од што се плашите бе? Од ковид, од мечка, од војна, или па се плашите од жените дома? Кажете од што се плашите? Не бе, вика, знаеш, човек, може овој премиеров да не стави на пик ако ти дадеме за реклама, ако помогнеме. Аха, викам, се плашите во 21. век да дадете реклама во земја кандидат за ЕУ и членка на НАТО. Ало бе, амбасадори, ова ли е таа демократија кога бизнисмените се плашат да се рекламираат во успешно шоу? Ова ли е тој живот, слободен пазар, споредба на квалитет како во ЕУ? Ова е тоа? Кога бизнисмени кои вложиле милиони долари се плашат и полнат гаќи, прво од Груја и Мијалков, а сега од овие браќава на власт. Кога некој се плаши, тоа се вика диктатура, режим, апартхејд, нацизам, фашизам. Или така треба можеби да изгледа сега животот во Македонија, не знам, кажете вие. Се што е критички настроена мисла со аргументи да умре, да затре, да се осиромаши, да нема за храна, да е прогонувано, а другото сето е демократија според вас, така? Па, драги амбасадори, да си знаете што поддржувате. Поддржувате страв. Страв кај бизнисот, страв кај инвеститорите и корупција поддржувате. И пропаст во ликот на делото на тој што го создадовте, а кога ќе има промени, ќе ви јавам. Ама не се надевам искрено дека ќе има промени, затоа што ако вие им ги видевте лицата на бизнисмените со кои што зборував, и вие ќе се уплашевте, право да ви кажам. Сте го читале, кажете ми, Франкенштейн од Мери Шели? Кога ќе создадеш страшило, тоа секогаш на крајот доаѓа по тебе. Јас ќе се одржам, вака или онака. Јас сум во романот од тие селјаците со вилите. Прочитајте си ја уште еднаш книгата, а вие храбрите патриотите наскоро ќе добиете можност и да му помогнете на ова шоу да обстане во оваа мала бара на крокодили. Само следете ја секоја наредна епизода и секој клип и се ќе биде супер. Американците хемороидите ги викаат pain in the ass. Или у превод би дошло досадна болка во газот. А ние си ги викаме... Шо има сега ја тука да ви ги дефинирам, која можам да ви покажам, која више гледам. Уствари, најболje да не ви покажем, пошто како викаат, една слика збори поише од 1000 зборови. Само што ја немам ваква звездичка позади. Да продолжам со приказнава. Значи, кој еднаш ке тргнеш по доктори, нема одвикнување. Еднаш ако се навикнеш на бело, одвикнување, амин. Па се смееш ти таму горе. Ова за белова, у депо на МВР да не работиш. Како пеа тамо? Бело, бело, шмрка мрва цело. Не се.
Одењето по доктори ви е као социјална мрежа, као Фејсбук. Секојаш си обкружен со луѓе и сите се нездрави. Чекаш ред пред матичен, се дружиш со луѓе. Чекаш ред пред специјалист, се дружиш со луѓе. Чекаш ред на рентген, се дружиш со луѓе. Чекаш ред у аптека, се дружиш со луѓе. Сите не мора да ги прифатиш за пријатели, али затоа они тебе те прифаќаат. Пошто, како викаат, секој пациент има потреба да ти се пожали, да ти препорача лекче, чајче, терапија. И сите тие ти дишат у фаца и те бомбардираат со илјадници, вируси, бактерии, ехинококи, стрептококи, дулеикоки. Абе, се што сакаш. После, исто као на Фејсбук си имаш профил. Али профил на болести што реално ги имаш и профил на болести што мислиш дека ги имаш. Али и за двете секако си взимаш терапија за секој случај. После твоето лице, исто така ти е као Фејсбук. Као книга од која што лесно може да се прочита болеста, али ако има некој што знае да ја прочита. Така, например, ја пред некој ден бев на доктор и он ми прочита од моево лице дека сум анемичен и ми препиша железо. А немаше поима дека јас живеам у железара и дека железо примам секојдневно преку инхалација, која Минчо ќе ги пушти тоа од џаците у промет. Али ај сега да оставам респираторни проблеми на плуќа, да се навратам на газот. Поточно на моите хемороиди. Се будам ја еден ден така са бајле, шо да видам под мене тоа чаршав од крв. Пробуричкав да не најдам некоја коњска глава као кум еден. Шо му знаеш, си викам, банкиве со коњскава глава да не сакаат да ме подседат дека им дужам пари. Пошто банкиви не се ништо друго освен рекетари и лихвари. Али пошто не најдов нели коњска глава, видов дека крвта ми лие, што би рекла таа од куратица, директ од газов. А газот ме боли, што би рекле прилепчани, еба го си го наебал. Еба го си го наебал. Ова е многу добар слоган за секоја кампања у Прилепско. Еве да кажеме, на билбордо пиши: ако земиш мито, еба го си го наебал. Ако речиш дека лидеро нема појма, еба го си го наебал. Ако го чепниш негојот братучет, еба го си го наебал. Хајде да не јадам ја гомна, еба го ја да не го наебам, да си се вратам ја на газот. Значи се будам, гледам крв, одам право у веце, шо да видам? Хорор. А гзот црвен као кај оние бабунине у зоолошка. Се исплаши, вика морам на лекар. Ама не смеам да идам кај матичнава. Еднаш и бев со ешерихија коли у грло, ако ја отидам сега со дефектен газ, а газот нели е познат као родно место на ешерихија коли, може свашта да посумља. И шо да ја кажам бе, ало, ме боли газот, ми тече крв, знам шо ќе ми каже, иди одма у тие специјалистичките клиники, може е нешто опасно. И право да ви кажам, многу се исплаши. Фабе, шо се вика, на човек ауспух на кола ќе му затропа, па ќе се исплаши, а камо ли газот да му тропа. Ја правец у една од оние приватни клиники, шо се викаат свети овој, свети оној. Влагам внатре и тамо гледам напишано со големи букви: добре дојдовте во свети овој. Си викам, шо е ова бе? Болница или Охридска архиепископија? Као да сакаат да ти кажат: слушај шефе, ако овој светецов не ти помогне, ние ич. Ние сме ти овде само за фискална, така да свети у рацете на овој баткава од иконава. Шо да се прави? Таков е бизнисот, не можеме да преземеме одговорност. Ако се излечиш, ќе кажеш браво, лекариве беа стручни, а ако не се излечиш, ќе речеш добро сеа, Божја работа, светецот така сакаше, се беше во негови раце, ама ете не успеа. И ја така додека го гледам нели светецов на иконава, ми текнуе како се вика болниците пред 30-40 години во таа старата држава. Имаше, например, една болница се викаше Војно-медицинска академија у Београду. ВМА. Бе, кој ќе чуе болеста незиното име, одма ќе избега од тебе. Пази, имаш воена, што значи војска,
моќ, тенкови, авиони, имаш медицинска, што значи знаење, наука, точно диагностицирање, апарати, технологија, и што е најважно, имаш академија, што значи си имаш работа со академици. Али некои овие нашиве што те прскаат со мочка против уроци. Него имаш работа со београдски академици, бе. Тоа беа болници, а не овие нашиве вади се на светецот. Едно, две светецот. А тој светецот и онака цел живот го поминал у испосничство, ни вода пиел, ни леп јадел, па кој ќе му нагрнат еден куп пациенти, нормално не може да искочи на крај со нив. А баш кај овие нашиве доктори, бе. Побрзо ќе ги најдеш у Солун, како со шопинг им се одмаздуваат нова грциве за името, отколку ќе ги најдеш на клиника. И ја така седам си размислувам и си викам, чекај бе, ние можеме да смислиме, имаме подобри имиња за болници од овие светциве, бе. Еле да кажеме, зашо некој од болниците не си ја крстиме народен херој Васил Антевски Дрен? Застанеш пред болницава и си речеш, болен влегуем, Здравко Дрен излегуем. Или ич не излегуем. Мислам, ако ми се уарни смештеот со сестриве тамо внатре. И така пун себе влагаш кај докторов. Али ја не влегов пун себе која влегов кај овој мојот доктор. Зашо веќе имав искрварено пола литар и ќе искрварев цел да немав бутнато од онаа екстра сензитив со 4 крилца. Абе, алал да ви не значи на вас жениве како успевате да одите со тоа бутнато позади, бе. Не, стварно, мислам, со таа екстра сензитив вака кој ќе пуштат еден чекор, абе не можеш да приметиш дека има екстра сензитив. А ја, која влегов кај тој докторот, влегов као она пингвинче на Чили Вили. И влагам кај него, он беше некој, не знам, хирург специјалист, хирург за газови, или латински кажано примариус анус. И ја влагам кај него, он ми вика, нели, јас се соблекувам, он ме гледа и ми вика, од кога ти е крварењето, момче младо? Викам, не знам, не се сеќавам. Како, викам, не се сеќаваш? Така, викам, не се сеќам од која крварам. Ама чекај, мора да се сеќаваш, па газот е твој, така, крвта е твоја, така, мора да се сеќаш. Викам, не знам, не се сеќавам, знам синојка си легнав, ама не се сеќавам кога точно легнав. Ама знам дека кога легнав ми беше убаво ладничко на газот и не се сеќавам кога сум почнал да крварам. А да не се сеќаваш на нешто друго од минатата ноќ? Абе, докторе, му викам, ја не се сеќавам кога сум почнал да крварам. Ама многу добро се сеќавам дека синојка бев у кафана. Таму изедов кило јагнешко. Испив 2 литри вино. Мавнав цела тегла феферони, се препушив, си дојдов дома и си легнав. И кога си легнав, докторе, си легнав сам. А обично и кога легнувам со некој докторе, легнувам со женска и секојаш легнувам од позади. Така да твоите педерски инсинуации те молам да си ги оставиш за себе, затоа што ја кога легнуем, не легнуем со некој зад мене, ако тој некој не се вика Дзит у спална соба. Затоа твоите предпоставки, доктор, чувај ги за себе, зашто моето крварење од газот не е од негова противприродна употреба, туку ќе да е од нешто друго. Јас затоа дојдов ти да ми кажеш од што тоа ја крварам. Немој да се дереш, момче младо. Го вознемируваш овој наш заштитник, овој наш светец на иконата, па може да се налути, да не ти помогне да се излечиш. Може би твоето крварење од газот не е ништо страшно. Види бе, докторе, може тебе не ти е страшно, пошто Сабајле си се разбудил до твојата трета жена која има непуни 20 години и која спие гола од 8 март до 11 октомври. Али мене, докторе, ми е страшно, пошто се устрав од страв. Мене ме фатила онаа народната крв ке сереш мамето твое. Ете таа клетва ме фатила. Немој да се дереш, момче младо,
ке те фати некој греф, некое проклетство од нашиот светец, ке падне врз тебе. Смири се, смири се. Сега јас ке го испитам твојот анус и ке ги проверам цревата, ке ти направам колоноскопија. Викам, ке ми направиш шо? Каква колона у газот ке ми направиш, докторе? Немој да се плашиш, воопшто нема да те боли.